Да, се враќаме во студиото, тука како што најавивме, го имаме универзитетскиот професор Јове Кекеновски. Професоре, добродојавте во студиото на Телевизија 24, после подолго време. Ве нема, некако малце бевте одсустен од јавноста, се надевам дека нема да остане така. Да, благодарам на поканата. Навистина, по завршувањето на последните парламентарни избори, јас свесно се повлеков од политичката сцена, меѓутоа не и од комплетно од јавноста. Тоа го налага и моите тековни обврски, па сигурно и моите години и времето кој го посветувам на мојата внука и повторно обидувајќи се да се вратам во некогашна форма со мојот омилен инструмент хармониката, така да во меѓувреме поработев на тој план, малку повеќе вежбав во домашни услови, па и дури и снимив неколку композиции со кои што мислам дека ќе ја изненадам македонската и пошироката јавност, па дури и во делот на класиката. Да. Се што е за убаво, убаво е, нели? Штом така сте го поминале времето, тоа е одлично. Професоре, почнуваме со ова што е тема која е најважна во изминатиот период, тоа е војната во Украина. Таа се заканува од еден локален вооружен судир, таа прераснува во огромен геополитички судир со огромни импликации, не само војни и безбедности, туку и економски гледаме. Мислите ли дека прво како за вовет дека оваа војна ќе потрае уште долго, уште колку ќе ги гледаме вие мачни слики, бидејќи гледаме дека реперкусиите кои се закануваат од неа да произлезат се навистина огромни? Па мислам дека во овој момент никој не може да прогнозира до кога ќе трае војната. Факт е дека на почетокот најголем дел од сите оние кои што ги следат овие случувања, од војните аналитичари, политичките аналитичари, сметаа дека сето тоа треба да биде еден односно ќе биде еден блицкриг на Русија, освојувајќи Украина, меѓутоа се виде дека тоа тешко ќе оди. Јас тоа го пишав во една моја колумна, која што беше објавена, реков дека навистина проблем ќе биде, очигледно дека ќе се игра на време и дека проблем ќе биде Русија за кратко време да освои Украина. Така да еве денеска кој е 48-49 ден, според последните најави доаѓа до заострување на реториката помеѓу посебно, нели видовме веќе една таква непристојна реторика од страна на американскиот председател кон рускиот председател Путин, меѓутоа од друга страна ја заострува својата реторика и Европската унија, поготово што имавме навистина една шокантна изјава на шефот на европската дипломатија Борел, кој што неодамна валјда да се надевам дека е несвесно, меѓутоа многу тешки зборови употреби дека решение на кризата мора да се најде на воено поле, што јасно алудира дека мора да има победник или поразен во оваа војна. Исто така Русија не верувам дека ќе се откаже, како поминува времето, можеби интензитетот на нападите е помал, меѓутоа чинам дека како ќе мине времето тие не ќе смеа да дозволат да бидат губитници и крај крајава ќе мора да се седне каде што можеби секој ќе прогласи победа, едните бидејќи се одбраниле, а другите сметајќи дека ги реализирале своите цели. Иако францускиот председател Макрон велеше дека можеби денот Д за прекинување на војните дејства е 9 мај, денот на победата над фашизмот. Да, многу се шпекулира за тој датум. Да, се шпекулира, па има логика во сето тоа, бидејќи 9 мај 1945 година е денот кога е поразена нацистичка Германија, а знаеме дека Русија токму ја почна војната со желбата да се уништат нацистите и да се демилитаризира Украина, и можеби логиката 9 мај како ден на победата, како државен празник во Русија, можеби е денот кога би требало да прекинат војните дејства, без разлика каква ќе биде ситуацијата, без разлика на тоа кој како би се чувствувал, дали е поразен или победник. Иако мислам дека и едните и другите ќе глумат победници. Да, рускиот наратив за целата инвазија е денацификација, како што тие велат на Украина. И има некоја логика на 9 мај, на денот на победата и на онаа
грандиозна парада која секоја година се одржува на Црвениот плоштад, на некој начин тука да се прогласи и крај на они како што велат специјалната војна операција, бидејќи Русија тврди ниту дека не ја ни нападнала Украина, дека не направила инвазија. Велат тоа едноставно не е точно, ова е велат само специјална војна операција. Ќе ве потсетам на зборовите на Марија Захарова, нели портпаролот, кој што рече ова не е почеток на војна, ова е крајот на војната која што подолго време ние ја водиме со Украина. Тоа беше уште на почетокот, првата недела од почнувањето на така наречената специјална операција и очигледно ќе мора да се приведе во крај, па можеби без разлика што преговорите одат топло-ладно, гледаме дека како поминува времето, Зеленски некако станува се посоколен од помошта која што на почетокот беше можеби символична и воздржана, меѓутоа сега Европската унија ја смени нели својата тактика, имаме еден лупинг на незината политика, така да се повеќе европски држави членки на Европската унија се обидуваат да снабдат Русија, да снабдат Украина со свое оружје, па така да еве неодамна пред неколку дена германците најавија дека ќе подарат 50 тенкови, половни тенкови од типот Леопард на Украина, со тоа што првите 10 тенкови би стигнале во текот на првата недела, првите 6 недели, а другите во останатите месеци. Словачка исто така најави дека доколку биде заштитен нејзиниот воздушен простор, може да ги даде 12 мига 29 да ги отстапи на Украина. И воздушниот систем С-300, така, тој веќе го пратија, да. Да, гледаме што се случува во Полска, каде што во војната база Ласка се стационира пред се, односно американците ги донесоа своите тенкови, па нели системот Патриот, еве дојдоа и F-15 авионите, така да се појасно и се погласно тие се обидуваат да и помогнат воено со воено навооружување на Русија, сигурно и финансиски на Украина, а и сигурно и финансиски да и помогнат. Очигледно е дека после почетокот на војната никој не веруваше дека Украина може да се одбрани. Тоа на некој начин го докажуваат и првите изјави на западните лидери кои во првите денови на војната веднаш му понуди азил на Зеленски, веднаш понудија на владата на Украина да избега од Киев, кажа можете да делувате од кај нас, Зеленски тоа го одби, остана сепак во Киев. И јасно е дека после првиот месец Русија не ги оствари своите зацртани цели и се повлече сега целосно од северот. Во втората фаза од војната тие сега велат дека одат на ослободување на Донбас и јасно е дека тежиштето на судирите сега ќе се пресели во источна Украина. При тоа во првиот месец русите има огромни жртви, тие жртви се досега невидени во една современа војна за толку кратко време. И ако ги споредиме и со нивните операции во Афганистан и во Сирија и со американските во Афганистан, така сите тие компарации се несогледиви со овие жртви, па веројатно е дека за тоа е на некој начин вие што велите осоколен Зеленски, осоколен и од тој да речеме ненадаен успех на украинската армија. Знаете што? Но сега знаете Русија и самите украинци велат, но од друга страна Русија има непрегледни, неограничени буквално војни ресурси. Тие ако сега изгубиле 500 тенка, имаат уште 10.000 тенка. Значи можат едноставно да донесат уште премногу, а Украина нема. Така е. Меѓутоа мораме да признаеме и да се подсетиме на историјата дека многу е тешко кога се освојува, јас не сум воен аналитичар, меѓутоа од она што сум читал, многу е тешко да се освои еден голем град. Бидејќи тогаш започнува герилската војна и можеби Русија со отстапувањето да влезе во Киев си ги едноставно спаси своите војници, бидејќи украинските граѓани беа наоружени, беше поделено оружје. Второ, самиот чин на неможноста по долго време, односно отпорот кој што цело време го даваат украинските војници пред се, нели, екипата на Азов, групацијата, меѓутоа и украинските маринци стационирани во Мариупол. Последните информации велат дека во моментов таму има во челичаната Азов стал им се стационирани некаде кои се обколени од сите страни, се стационирани помеѓу 3 и 4.000 украински војници, меѓутоа тие се оставени без се пожалија дека
Украина ги оставила без оружје и најверојатно Немаат веќе муниција, кажа, да. Да, можеби во текот на денот или утрешниот ден ќе Мариупол ќе биде освоен после 48 дена опсада. Сметате дека ако 48 дена требало да се освои Мариупол, колку денови ќе требаше да евентуално да се освои дел од Киев. И очигледно дека русите ја сменија својата тактика, па сега тежиштето на војната ќе го свртат во источниот дел на Украина, како што рековте, посебно во Народната република Донец и Луганск, како што тие нарекуваат, и за тоа мотив повеќе им е освојувањето на Мариупол, меѓутоа мислам дека истовремено ќе продолжат и атаците на Одеса, каде што би ја заокружила тој целокупниот источен па и јужен дел би го заокружила Русија во своја полза, за да може да отпочнат понатаму преговорите. Факт е дека преговорите дека за сега се топло-ладно, на почеток Зеленски не само што молеше, туку едноставно беше согласен да прифати дури најголем дел од барањата на Русија, меѓутоа сега веќе вчерашната негова изјава јасно дава до знаење дека ниту една педа од својата територија нема да се согласи да отиде во руски рац. Колку професоре во целата оваа стратегија му тежат на Путин овие сега обвинувања за војни злосторства, за тешки масакри на цивилното население, каде што очигледно дека биле руски сили, тие негираат дека они ги направила, велат ние кога се повлековме немаше, украинците тврдат дека они ги направиле, но сепак знаеме како е кога тие тешки слики излегуваат во јавноста, се гледаат низ целиот свет. Па не е само Буча, гледаме дека и сите тие други градови околу Киев, предградие или Стрелца, да речеме, тие се повеќе, дека се целосно уништени, разурнати тамо, нема ниту една куќа. Колку тие сега слики, колку тие вести му натежнуваат на Путин во неговата стратегија да продолжи со војната, поради јавното мислење во целиот свет, да речеме? Сигурно дека му тежат од една страна, од друга страна, пред се како човек, ако има малку чувство, малку доблест, сигурно дека треба и он да се загрижи, бидејќи голем број на невини луѓе тука загине, иако тие можат да се вадат на тоа дека ги организираат тие хуманитарни конвои, меѓутоа често пати слушавме дека тие па дури некогаш се и кочница во една ситуација се евуваат украинците како кочница за евакуација на граѓаните, а во друга ситуација се евуваат русите. Од друга страна сигурно дека на Путин не само што му тежи овој сегмент, туку му тежи и финансиските издатоци околу самото водење на војна. Јас прочитав некои податоци кои што велат дека во првите 5 дена војната со Украина кошта Русија некаде околу 7 милиарди, иако одредени анализи велат дека како ќе поминува времето, може да дојдат и до 20 милиарди долари на дневна основа, комплетно сите трошоци на Русија. Тоа е огромен издаток на Русија, без разлика што таа може има премногу оружје во однос на Украина, меѓутоа факт е дека со тек на времето не може да ги има тие финанси. Треба тие луѓе да се платат, да се нахранат. Да имаме во предвид дека во трезорите, во светските финансиски институции надвор од Русија, прогнозата дека се некаде замрзнете околу 640 милиарди резерви кои што ги имала Русија, а кои што ги чувала во трезорите надвор од Русија. Од друга страна има еден податок дека само во Швајцарија на руските бизнисмени и на руската држава се запленети некаде 11 милиарди долари. Со секнувањето на гасот, со неоткупувањето на гасот, иако се уште тука Европската унија ga калкулира во моментот, калкулира исто плаќањето во рубли, меѓутоа и во евра, меѓутоа од друга страна факт е дека приливите на Русија нема да бидат толку и прашање на време дали ќе може финансиски сето тоа да го држи. И затоа велам дека може би оптималниот ден каде што би се завршила оваа војна е 9 мај, токму она што го прогнозираше и што го кажа францускиот председател Макрон. Да, но тоа сепак многу ќе зависи од состојбата на теренот во наредниве 2-3 недели, да видиме како ќе се одвива работата. Секако дека Русија мора да направи некакви воени успеси за да веројатно да направи едно заокружување на таа специјална војна операција како што ја нарекуваат. Професоре,
ајде малку да се извадиме од тој локален тактички аспект на случувањата, малце геополитички. Ми се чини дека наивно е да се зборува за украинската криза и да зборуваме само за правата, за слободите, за правото на одлучување на народите, кој се бори за слобода, кој се бори за заробување или така натаму. Ми се чини дека сепак Украина е една жртва на геополитичките односи, на геополитичките судри на големите сили, дека како и да е, таа е една огромна колатерална штета сега во оваа приказна, без разлика како ќе заврши војната и кога ќе заврши. Мислите ли дека тие односи, безбедносни односи пред се на европскиот континент ќе бидат многу поразлични после оваа војна? Сигурно дека ќе бидат поразлични. Јас само да подсетам дека Украина беше неутрална држава од 1990 па до 2014 година со анексијата на Крим. Веќе во 2019 година таа го промени својот устав и јасно каде што во устав остави одредба. 14 мислам дека почна Донбас, а Крим дека беше малку подоцна. Да. Претходно нели имаше Португаловата револуција. Се случи случувањата на плоштадот во Киев и за да почне понатаму по неуспехот на Минхенските нели по неуспехот на преговорите кои што се водеа во Минск 2014-2015 година, значи во меѓувреме се случи анексијата на Крим, а 2019 таа јасно во својот устав се декларираше дека сака да биде членка на Европската унија и на НАТО алијансата. Значи, откако јасно им беше на сите дека од договорите во Минск нема ништо, бидејќи ниту Русија ги исполни своите обврски, ниту Украина ги исполни своите обврски да ја даде одредена специјална автономија на тој дел на Донбас и на Луганск, да распишат избори, слободни избори со посредство на мисијата на ОПСЕ и така натаму, не беа реализирани, тој веќе беше мртов. Меѓутоа, јас се плашам да не во иднина, она што ни се случува посебно на Балканот, да не се префрли тоа жариште, како што рековме, пореметување на светскиот мир, нели во моментов. Мислам дека не би сакал да ги плашам граѓаните на нашите балкански држави, меѓутоа, она што се случува, сериозно лично мене ме загрижува. Еве, читаме секојдневно дека Србија се повеќе се милитаризира. Значи, во текот на завчерашниот ден, на текот на викендов, никогаш тоа не се случило, да 6 транспортни авиони на Кина слободно летаат преку територија на 2 држави членки на Алијансата, преку територијата на Турција и Бугарија, и слободно нели во конвој да донесат опрема во Русија, во делот на заштитата на противвоздушниот простор. Од друга страна, загрижуваат и постојаните изјави на Албин Курти, кој што некако несериозно се однесува кон тоа. Ако се сеќавате, тој веднаш со отпочнувањето на војната во Украина и со заострување на риториката кон Србија, тој побара да се отвори нова воена база на американците во Косово. Тоа беше протолкувано како провокација, па не се случи проблемот со регистрацијата нели на регистерските ознаки на возилата, каде што беше тензично на северот на Косово. Од друга страна, тој се спротивставува на влегувањето во Отворен Балкан, на иницијативата Отворен Балкан, дава изјави за спојување со Албанија и сето тоа во контекст на наоружувањето на Србија и она што се случува вчерашното прогласување или замрзнување на имотот на српскиот представник во Босанското председателство Додик и председателката Цвијановиќ, однесувањето на црногорската опозиција која што не ја признава малцинската влада и така натаму, ми даваат за право да бидам скептик и да стравувам малку за иднината на Балканот. Не би сакал тоа да се случи, меѓутоа многу елементи укажуваат дека можно е нешто
да се случи на Балканот во овој дел. Да, Балканот секогаш се посочува како таа невралгична точка, посебно поради овие сите елементи кои ви ги наброевте, тоа не е тајна, па ЕУФОР сега нели прати уште 500 војници во Босна. Дополнително штом почна војната во Украина, веднаш пратија војска и тоа се очекува. Но од друга страна, дали е подобро сега, цело време дебатираме за тоа, еве што стана Македонија сепак членка на НАТО, покрај сите случувања кои се случија околу тој процес, дали е подобро што сме членка на НАТО, и Албанија е членка на НАТО, и Бугарија е членка на НАТО, иако еве Бугарија не блокира, имаме сериозни проблеми, сепак дали е подобро што има таква една тука еден појас на алијансата токму за таа можност за прелевање на тие суди? Па сигурно дека е добро, ние сме влезени во тој систем на колективна заштита како членки на НАТО алијансата. Меѓутоа многу ни се блиски. Тука ни е блиско Косово, тука ни е Србија, Јужна Србија и тука ни е Босна Херцеговина, така да и Црна Гора да не ја забравиме како членка на НАТО алијансата. Црна Гора имаме значи еден појас кој што на некој начин ни дава малку поголема гаранција, меѓутоа сигурно не е добро да мечката заигра во комшиите, сигурно дека последиците ќе ги почувствуваме сите. Од друга страна, само да се надоврзам претходно со самото, со она што претходно го споменав, што го направи Кина. Сигурно дека таа ги покажува своите мускули, дека сака да биде светски играч и јавно покажува дека сака да учествува во креирањето на геополитиката во светот, со тоа што од друга страна тоа од една страна сака да биде присутна во Европа, меѓутоа од друга страна можеби е и рефлексија на она што НАТО пактот го прави во делот на проширувањето кон истокот, поточно кон Австралија, Нов Зеланд, Јапонија, Јужна Кореја. Они таму направија некаква паралелна организација, не е НАТО, поинаку се вика, но слично. Сигурно дека е под голема контрола и под мотивација на НАТО алијансата, меѓутоа во секој случај кинезите покажуваат дека имаат сериозна намера да бидат и во делот на не само во економијата, туку и во делот на креирање на геополитиката. Од друга страна, ние сме сведоци дека Кина не ја осуди агресијата на Русија врз Украина и не гласаше нели за резолуцијата на Советот на безбедност, а од друга страна таа пак можеби и најверојатно сака да ги задржи и балансира помеѓу Соединетите американски држави и Европската унија и помеѓу Русија, некаде е на средината, меѓутоа од друга страна да се подсетиме дека таа не го одобри, односно не ја осуди анексијата на Крим и исто така не го кажа својот став по однос на Абхазија и Јужна Осетија во Грузија, кои што беа прогласени за независни држави. Така да таа во моментов игра, меѓутоа се повеќе покажува дека сака да биде главен играч на геополитичката сцена. Да, има некои анализи дека Кина и Русија се сега во еден отворен сојуз. Тие велат дека, како што кажа претседателите Джипинг и Путин, тоа е сојуз кој нема граници, на некој начин така се изјаснија од прилика. Но од друга страна Кина, како што и вие велите, има еден интересен став, таа не ја поддржа не ја поддржа резолуцијата која осуди руската агресија, гласаа воздржано, не гласаа ни против. Но од друга страна во Украина, например, кинескиот амбасадор се среќава со украинскиот министер за надворешни работи. Кина вели на Украина не и треба оружје, и треба хуманитарна помош. И на некој начин тие, кога Русија ги повика да ги признаат и они Донецк и Луганск, тие не го направија тоа. Велат треба да се биде многу внимателен со тие работи. И на некој начин тие затоа велам дека одржува некој баланс, одржува некој баланс помеѓу Соединетите американски држави и Европската унија од една страна и Русија од другата страна. Тоа што не сака да даде оружје или да вооружува Украина како што сега јавно и отворено го прави Европската унија, можеби е добар показател дека и треба едноставно да влијае не само на Русија, туку и на Украина, да едноставно дојде до смирување на страстите, бидејќи ниту една војна
не завршила додека не се седне на преговарачка маса, без разлика каков ќе биде исходот, Да. мора на кај да седне и да се договори одредени излезни решенија. И оно што го кажавте вие уште на самиот почеток, значи решението мора да биде такво или двете земји да имаат чувство дека на некој начин се победници, Претерале. или претерале, или дека се подеднакво губитници. Некако мора да има некаков компромис за да Знаете, прифатат. Да. почна добро со првичните преговори, почнаа добро и се споменуваше неутралност на Украина, каде што беше прифатена од страна на Зеленски и неговите преговарачи, меѓутоа не ја прифатија она неутралност по теркот на Шведска и по теркот на Австрија. Тие се две различни типови на неутралност, едната е изворна, она на Шведска е изворна, бидејќи од 815 до некаде 1918 Шведска е неутрална, и потоа извесен период е неутрална, за да во 1995 година Шведска стане членка на Европската унија, а додека другата независност е наметната независност, независноста на неутралноста на Австрија по окупирањето по Втората светска војна во 1945 година, дури во чинам дека беше 1955 година е подпишан тој договор каде што Советскиот сојуз се повлекува од Русија и остава да биде неутрална, меѓутоа таа е неутрална подолго време, така и таа неутралност ја поремети со влегувањето во Европската унија. Така да останува единствено Швајцарија, која што дури само за подсетување, Швајцарија е неутрална од 1815 година и тоа е типичен пример на изворна, на внатрешна неутралност. Дури и таа од 1815 до сега, колку има 207 години, за прв пат ја прекрши таа своја неутралност, осудувајќи ја Русија за агресијата врз Украина и притоа замрзнувајќи го имотот на председателот Путин, на Мишустин, премиерот, на Сергеј Лавров и на други 357 граѓани. Значи, дури една Швајцарија и Финска, која што е неутрална од 1947 година од договорот во Париз, дури и таа ја осуди агресијата на Русија врз Украина. Знаете, ова малку ми е интересно што го кажавте последно. Само да дополнам, извинете, значи ја одбија, јас не ја дозавршив мислата, ми отиде малку мислата, сакав да кажам дека не ја прифатија понудената неутралност по теркот на Шведска и по теркот на Австрија и тие сметаат дека таа неутралност треба да биде нешто оригинерно за самата, бидејќи условите се сосема различни, што е сосема оправдано. Меѓутоа, гледаме дека сега веќе отстапуваат од тие преговори, они сметат дека ќе испаднат победници доколку добија доволно наоружување, воено помош и финансиска помош од западните сојузници. Да, добро, ќе видиме како ќе се одвива во Украина. Ова ми е интересно што го кажавте последново за замрзнувањето на сметките, но тоа не важи само за Русија, важи еве и за нас, за овие балкански држави. Се чини дека сите тие олигарси, политичари, кои се со полна уста против Западот, против западните држави, против НАТО, против Европската унија, сите некако имаат некакви имоти, сметки на Запад, па потоа кога ќе им ги замрзнат сметките, тогаш дознаваме дека имаат, и тоа се обично милионски сметки, не се тоа малку пари. Од каде произлегува тоа лицемерие на сите тие чинители, додека цело време го критикуваат, они сепак парите тамо си ги чуваат на Запад, не ги чуваат кај нив? Па тоа доаѓа и од непринципиелниот однос на нивните сојузници. Еве, ние сме сведоци дека во одредени ситуации и поготово Европската унија, па и Соединените американски држави играат непринципиелно, додека им се потребни политичарите, додека се на линија на нивните ставови, идеи и размисли, ги поддржуваат и ништо не говорат за нивните, иако сосема им е јасно и знаат, имат информации за нивните сметки. Им ги гледаат парите. Им ги гледаат парите, можеби на тој начин. Меѓутоа, кога веќе ќе се обидат да се тргнат од нивните предградки, да преземат некои чекори кои што
не се во согласност со нивната политика, тогаш веќе превземаат мерки, ги ставаат на црни листи, тогаш дури ги отвараат нивните тајни сметки и го замрзнуваат нивниот имот. Значи нема лидер на Балканот кој што тоа не го направил. Слушавме цело време за Џукановиќ, за имотот на Слободан Милошевиќ по кипарските банки и така натаму, за имотот на претходните наши, на некои од нашите премиери, па дури вчера видовме дека Стејт департментот ги прогласи за персона нон грата, нели? Да, им го замрзна имотот, го замрзна имотот на нашите поранешни функционери, за кои што, јас некако ми е судено да секоја сатисфакција добивам од после. Јас сум еден од првите луѓе внатре во партијата кои што се спротивстави на криминалниот начин на водење на партијата и на државата и прв однатре го дигнав гласот, за жал од тогашните членови на партијата кои што беа буквално, јас се обидувам да го кажам тоа, амали на туѓиот срам слуги на овие кои што сега им е замрзнат имотот и кои што нели се на некој начин санкционирани од страна на Стејт департментот, бев етикетиран за непријател број 1 на партијата и на државата и јас добив сатисфакција, дури сега добивам и со она што ни се случуваше, нели, претходно со откривањето на начинот на кој што работеле, добивам некоја сатисфакција. Значи не е доста никогаш вистината да излезе на површина, како што велеше, нели, бегалецот од Будимпешта. Вистината е како шило, врти, па ќе излезе на површина. Така да јас добивам некоја сатисфакција со тоа што сум го работел, што сум го говорил, иако во одредени периоди лично чувствувам разочарување, меѓутоа сепак на крај победува вистината и борбата за правда, честност и така натаму. Господинот Груевски вчера во неговото пишување на Facebook во однос на реакцијата за ставањето на црната листа на него и на господинот Мјалков, вели да, неправедно е тоа, јас не сакав да го сменам името и така натаму ги повторува сите тие работи кои ги кажал порано, но во еден момент вели, иако јас немам никаков имот во Соединетите Американски држави, господин Мјалков не кажува дали има имот, само вели дека тоа е веројатно грешка на американската администрација, ќе се поправат. Мене ми е интересен тајмингот, господине Кекеновски, на сегашното ставање на црната листа на Груевски и на Мјалков, заедно со воведувањето на санкции од страна на Британија кон Додик и кон Цвјановиќ во Босна. Направено е тоа во ист ден, очигледно дека е координирано, бидејќи Додик веќе е ставен на американската црна листа. Зошто е овој тајминг сега, конкретно еве за Груевски и Мјалков кај нас? Зошто токму сега американците реагираат, да речеме, 5-6 години после менувањето на власта во Македонија? Па да, и за мене навистина сериозно прашањето зошто и во моментов чинам дека немам одговор, освен фактот дека на изборите во Маđarска победи со големо, нели, број на гласови, победи пријателот, демохристијанскиот пријател на овие двајца персони, меѓутоа од друга страна тоа не се случи, победа на десните сили во Маđarска и победа на десницата во Србија, огромното убедлива победа на Вучич, меѓутоа во контекст на нивното пријателство, во контекст на нивната соработка, можеби сега се случуваат и можеби ова е предвесник на она што можеби ќе се случува во иднина. Чинам дека, иако во моментов позициите им се доста стабилни и на маđarскиот и на председателот на Украина, на Унгарија и на председателот на Србија, можеби во догледно идно време ќе бидеме исто така сведоци каде што можеби ќе се говори, ќе бидеме сведоци дека ќе може да биде ставени на таа црна листа. Можеби тие каснат со своите потези, меѓутоа очигледно во зависност од нивните интереси и потреби го темпираат така кога сметаат дека ќе биде најпогодно. Во овој контекст сигурно дека се повеќе ми дава за право да сметам дека токму Соединетите Американски држави и Европската унија го темпираат свесно тајмингот и иако ние сакаме сето тоа да биде побрзо, меѓутоа тие очигледно ги на преден план ги ставаат своите пресметки, своите интереси, своите цели.
Друго објаснување навистина не би можел да имам зошто во овој момент не се случи порано, иако сите бевме свесни за сето тоа. Може би на тоа дава и оние сугестии, односно ставови кои што ги имаше, јавно ги изјави американската амбасадорка за недовербано во судството, каде што може би тие потајно очекувале со оглед на сервилноста на судските органи досега, нели, во нашата држава, иако сега појавуваат одредени действија кои што наликуваат како треба да функционира, нели, едно правосудство пред се едно обвинителство, сепак може би се плашат, бидејќи е завршница на тие судски процеси, се плашат да не се случи нешто, да повторно бидат во услуга, односно во служба на тие поранешни високи државни функционери. Да, особено господинот Мјалков сепак го пушти да се брани од слобода покрај пресуди кои во ред не се правосилни и други процеси, но сепак го пуштија. Може би е тоа добро во однос на она што кај нас е најважно, тоа е она што го очекуваме, нели, со децении, почеток на преговори со Европската унија и односите со Бугарија. Ми се чини како таму работите да одат напред-назад, или може би само нас ни се чини тоа, може би под површината има нешто друго. Но еве, после оние, да речеме, позитивни изјави на премиерот Петков, каде што тој навистина даде една надеж дека работите ќе се придвижат во вистинска насока, после тој самиот кажа, да, но сепак вели, решението кое ќе биде донесено, ќе биде во консултација во договор со сите политички партии во Бугарија, вклучително и на тие од опозицијата, а знаеме каков е ставот на тие од опозицијата. Веднаш излезе и претседателот Радев, вели договорот со Македонија мора да биде во склад со декларацијата на Бугарското собрание, а знаеме каква е таа декларација, дека таа ги има најтешките дискриминаторски историски барања на Бугарија кон Македонија. Така да, како вас ви се чини, можно ли е некакво решение до јуни со Бугарија? Па, како велат, во цела несреќа може би и среќа. Ова што се случува на украинската територија, може би ќе ги отрезни малку европските лидери да конечно, еве, и утрово слушаме некои позитивни изјави, позитивни ветришта кои почнуваат да дуваат од страна на Европската унија, кои што јасно велат дека треба да отпочнат предпристапните преговори на нашата држава. Од друга страна, факт е дека се уште е тврд ставот на нашиот сосед, Бугарија. Јас мислам дека таму може би е поголем проблем во самата коалиција која што е на власт, отколку во опозиционата партија, бидејќи Бојко Борисов е еден прагматичен политичар кој што во една ваква ситуација најверојатно би се согласил да отпочнат предпристапните преговори, имајќи ги во предвид, нели, оние добри односи кои што ги имаше со претходниот премиер. Меѓутоа, од друга страна, ние не можеме ништо да тврдиме, бидејќи секогаш информациите се овиткани со велот на тајноста. Ние добиваме информации многу подоцна. Еве, испадна дека комисиите кои што работат, нели, на усогласување на оние недоразбирање случувањата од историјата, дека уште пред 6 месеци решиле одредени прашања, иако ние постојано овде говоревме дали ќе се реши вака, дали ќе се реши, иако се уште не знаеме што се решило. Факт е дека има помрднување од таа мртва точка која што долго време, и да се надеваме дека тој национал шовинизам во Бугарија ќе спласне, дека ќе мораат и треба во интерес на самиот Балкан, во интерес на добро соседството, во интерес на близината, да покажат добра волја, да не бидат нели такви национал шовинисти и да бараат нешто што не е издржано, нешто што не им прилега на никој современ демократ, не му прилега да на туѓата несреќа, односно да се обиде преку грбот на својот сосед да гради својата иднина. Односно да узурпира крај крајава туѓата историја. Да, но гледаме дека еве претседателот Радев не само што не покажува добра волја,
туку коментирајќи ги резултатите од пописот во Македонија, од кои можеме да кажеме дека и други бугарски политичари беа прилично разочарани. Например, поранешната министерка Захариева кажа дека тоа е фалсификат, дека е направен со бројот на бугарите во Македонија. Председател Радев вели дури и за тие 3500 луѓе кои се изјасниле како бугари, вели немојте да сте помислиле да ги кажете како малцинство. Тие вели не се малцинство и тоа вели ќе биде проблем за интеграцијата на Северна Македонија. Тие се вели бугарска заедница. Значи продолжуваат буквално со истиот наратив, иако во земјава имаше попис, луѓето можеа слободно да се искажат и ете од целата таа бугарска, да речеме, пропаганда, 3500 луѓе се изјаснија како бугари. Тоа е. Па да, многу повеќе него отколку досега што беа во поранешните пописи. Факт е дека бугарскиот председател Радев се уште не успеал да ги симне своите војнички чизми, се уште настапува како војник од времето додека се школувал, нели, по оној руски терк, под она руско влијание на времето, не успел да ги симне своите чизми и се уште настапува од позиција на тврд национал шовинист и наместо како прв човек на нацијата да ги смирува тие односи и да ги практикува демократските вредности со кои што толку му е полна, нели, толку се само фали дека ги практикува демократските вредности, меѓутоа во однос на нашата држава покажнува крајна арогантност, дрскост, па дури и безобразие. Пред самиот крај, уште некое прашање. Професоре, уште едно за Бугарија. Како што спомнавме, оние тешки дискриминаторски барања на Бугарија, кои се пред се однесуваат на историјата, на македонскиот идентитет, се неприфатливи, тоа го кажа и од владата во безброј наврата и ми се чини, вела дека ни едно решение не може да содржи било какви идентитетски одредници, па ниту за карактерот на македонскиот јазик, како ќе биде формулиран во преговорите со Европската Унија. Од друга страна, тие имаат таа нивна декларација на собранието. Дали премиерот Петков, еве, доколку навистина има добра волја и искреност, ќе успее да издействува такво решение во кое тие бугарски историски барања би биле ставени на страна некако? Па, сигурно дека треба да бидат, тие се неоправдани, треба да бидат ставени на страна, не да бидат на пиедесталот ставени од бугарска страна и, како што се вели народно, како да се држат како слеп за стап за тие нивни илузорни и неоправдани барања. Сметам дека треба да биде зајакнат притисокот на Соединените американски држави и Европската Унија, посебно сега додека трае ова руско-украинска криза, бидејќи само на тој начин тие би можеле да попуштат, односно сето тоа за да не се чувствуваат, нели, како поразени. Тука не треба да има ни победник ни поразен, меѓутоа можеби треба да се најде некоја формулација, односно начин да тие се тргнат настрана, па да се решаваат во иднина, како што тоа го направи и Франција и Италија, бидејќи тие сигурно дека со самиот чин на помирување не ги решија сите проблеми, меѓутоа животот и соработката продолжи понатаму. Сметам дека по еден таков модел треба да им се понуди на бугарите, да овие нерешени прашања, односно тие нивни илузорни барања, да се разговара и понатаму и по можност да во иднина да дојдат некои посвесни, подемократски ориентирани политички лидери кои што сосема ќе сватат реалноста на оваа ситуација. Од друга страна, самиот начин на кој што тие реагираат, действуваат, сигурно дека од една страна ги подбуцнува може и заспаните соништа на граѓаните на Бугарија. Гледаме некои анкети кои што велат дека тие апсолутно ги поддржуваат, меѓутоа доколку се смени во иднина таа политичка гарнитура, односно дел од оние тврдокорни националисти и шовинисти, сметам дека многу полесно може да се дојде до одредено решение. Сега е најбитно да, ако треба да дадеме некои гаранции дека ќе ги вметнеме во уставот, иако јас лично се залагам за реципроцитет, бидејќи ако веќе признаваме
одредена малцинска групација тука, тие не сакат ни со тоа да се согласат. Мислам дека, не само мислам дека самата демократски процеси и вредности налагаат и тие да постапат на ист таков начин. Впрочем, имаме една дузина на пресуди во делот на слободите и правата на македонските граѓани кои што живеат, на бугарските граѓани кои што имаат македонско потекло, токму на прекршување на слободите и правата на самоопределување во Бугарија, и тие исто така не ги реализираат. И тука сметам дека во тој сегмент може многу да изврши притисок Европската унија во контекст и на овие сегашни случувања, бидејќи не само ние, туку и Бугарија е прогласена за непријател на Русија со оглед на фактот дека е и членка на НАТО алијансата, и од друга страна со оглед на фактот дека е и членка на Европската унија. Така да треба да бидат свесни што може да ги очекува доколку не се придржуваат, нели, кон оние демократски принципи и вредности. Да, и за самиот крај уште едно прашање за пописот. Професоре, ми се чини дека после 20 години од како еве одржавме попис, повторно никој не е задоволен од резултатите. Доколку зборуваме сега за никого, зборуваме, еве да речем, за етнички заедници, не за партиите. Партиите, нормално, од власта велат добар, од опозицијата не е добар. Иако и некои партии од власта велат дека не е добар, да речем како партијата на Павле Тројанов, Демократски сојуз. Но секако дека тој попис очигледно дека има некои пропусти, значи имаме огромен број на непопишано население кое потоа административно е ставено во ова. Имаме и некои проблеми со формулациите за религија, каде што се измешани христијанство и православие. Имаме проблеми со изјаснувањето за етничката припадност и така натаму. Огромни проблеми со попишувањето на диаспората, каде очигледно е дека недостасува еден огромен број на граѓани, еве без да шпекулираме кои се тие и што се, но мислам дека може многу лесно да се претпостави, но сепак пописот е одржан, каков е, таков е. Која е вашата оценка за сите овие пропусти и недостатоци? На крај, што се случи? Зошто добивме вакви резултати? Кој најмногу влијаеше пописот да биде ваков каков што е? Па сигурно дека најмногу на тоа пописот да биде ваков каков што е, се дел од политичките партии, дел од политичките лидери кои што уште во самиот старт, меѓутоа и докрај до завршувањето, па и денеска не се согласуваат со извршување на пописот. Факт е дека методологијата која што ја примениле покажа одредени недостатоци и тие испливаа на површина, каде што со право мислам дека сите забелешки кои што беа воочени од страна на јавноста, од страна на стручните лица се оправдани и тие треба да бидат коригирани во најбрзо можно време. Значи, ако направивме чекор напред после 20 и нешто години да имаме попис, мислам дека можеме во блиска иднина повторно да имаме еден нов попис, каде што сите политички лидери ќе се согласат околу начинот на кој што ќе биде спроведен пописот и каде што сите овие воочени аномалии во делот на методологијата, во делот на прибирањето на податоци треба да бидат елиминирани, се со цел да не се случуваат вакви. Не е страшно какви ќе излезат бројките. Страшно е доколку тие бројки се обидуваат да се штимаат, да се штелуваат, како што за жал го имавме во минатото, како што за жал одредени показатели покажуваат дека го имаме сега во одредени сегменти. Значи, страшно е да се и понатаму продолжи со ваквата практика. Туку едноставно во интерес на сите ќе биде да ги добиеме реални податоците такви какви што си. Не да се врши притисок од страна на политичките партии во делот да се изјаснува, да се направи една јасна формулација, дистинкција во однос на религиската, етничката припадност, за да нема вакви забуни, па да не се случуваат вакви примери како што имаме сега. Сметам дека Македонија има сили, има можности, има капацитет да го направи сето тоа, впрочем и да се обидеме конечно да попишеме сите оние скептици, меѓутоа и целата диаспора која што за жал во најголем дел остана непопишана.
Нели, слушаме бројки од 132.000 граѓани кои што се вметнати по некоја методологија која што е позната само на Заводот за статистика. Сметам дека сето тоа може во скоро време да се надмине и не е ништо страшно да направиме еден нов попис со елиминација на сите оние негативности кои што беа забележени при овој попис. Професоре, ви благодарам за овој разговор. Мислам дека отприлика направивме едно скицирање на темите и како што кажав на самиот почеток, се надевам дека почесто ќе гостувате во иднина. Со задоволство, значи кога ќе ме поканите од сега натаму и покрај тоа што јас работам на мојата најнова книга околу компаративната локална самоуправа, со задоволство ќе одговорам на сите ваши покани. Кога ќе биде готова книгата? Мислев дека ќе биде во текот на месец јуни промоција, меѓутоа ќе ја оставам за почеток на новата учебна година, поточно некаде во октомври на есен. Добре, ете, нов научен труд. Ќе добиете покана, сигурно. Благодарам. Ова беше професорот Јове Кекеновски. Правиме пауза за реклами и потоа се враќаме во студиото со поранешниот пратеник Павле Богоевски.